Добра вечер, гледате 24 анализа или ако сакате повеќе, отворено студио на телевизија 24 од 18 до 20 часот, како што најавивме во централниот дневник, од 18 до 19 наш гостин председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, а од 19 до 20 часот ќе разговараме со лидерот на социјалдемократите Зоран Заев. Имаме многу теми: коронавирус, корона криза, економија, политика, военна состојба, лидерска средба. Господин Мицковски, добро вечер. Добре дојдовте во студиото на телевизија. Добро вечер и добро е најдов. Како сте? Добар. Фала му на Бога, добар. Искусивте и вие еден непријатен момент, ако можем така да кажем, кога е во прашање корона кризата, во смисла на тоа што морате да бидете во карантин. Јас добро поминав. За среќа негативни. Да, јас добро поминав, но за жал после она што денеска го прочитав на социјалните медиуми, нојнарот кој што го помина практично вирусот и загубата која што неговото семејство ја доживеа како резултат на овој вирус, навистина моје искрено сочувство и жалам што тоа се случи за неговиот родител. Но од друга страна сум среќен што и он успешно го преброди овој вирус и што набрзо ќе го гледаме Гоце повторно на екраните се надам. Да, колегата Гоце Михајловски имаше емотивен статус со право. Добро е што е тој негативен, семејството негативен, сочувство исто така за загубата на неговиот татко. Држиме дистанца, мислам дека сме 2 метри доволни, веројатно математички прецизно и повеќе. Да, веројатно ќе треба да се навикнуваме на ваков начин на живот, со маски, со дистанца, со Па да, ја мислам дека после оваа пандемија се ќе биде поинаку во светов и дека ќе има сериозни промени и во начинот на живење, и во начинот на однесување. Навиките ќе се сменат едноставно, културата, вредностите, традициите, така што мислам дека многу работи веќе нема да бидат исти како што беа пред и после пандемијата со COVID-19 вирусот. Како функционирате во партија? Претпоставам на исто 2 метри дистанца со маски. Ќе мора да иновираме, не само во партија, него и општо во животот, и вие во телевизијата, и луѓето во фабриките, и во рестораните, сите практично. Ние сме со маски, со визири. Ќе мора да иновираме, да се снаоѓаме, од една страна да се грижиме за здравјето на луѓето со кои што соработуваме, од друга страна да функционираме безбедно, да функционираме надлежно, да носиме одлуки, така што периодов што следи ќе има многу креативни решенија, не само во политичкиот живот, туку и во другите сфери од живењето. Така. Господин Мицковски, ајде да почнеме. Како е цените работата на владата од аспект на она што е корона криза? Овде конкретно мислам на здравствените власти. ВМРО ДПМН беше поприлично жесток кон Венко Филипче. Можете ли да направите еден сублимат сега, кога барем бројките покажуваат дека некако имаме се повеќе денови на повеќе лица кои што сте оздравени од активни случаи, може да се направи од дистанца сега кога помина, претпоставувам дека помина тој пик кој што сите го очекуваме. Нема некое мерило за жестината на ВМРО ДПМН кон Венко Филипче, кога требаше да се критикува и кога ќе треба да се критикува, ќе се критикува и тука нема дилема. Кога мислиме дека можело подобро, ќе го кажуваме нашиот став. На крајот од денот ова е демократско општество и така треба да функционираат работите. Утре и ние кога ќе бидеме влада, очекуваме корисна критика која што ќе не направи подобро. Тоа не треба секогаш критиката да се прима на нож и на нож да се враќаат работите. Можеби некогаш нашите аргументи кога критикуваме се навистина аргументи кои што може да го направат некој да биде подобар. Јас ќе ја потсетам дека ние уште на 26 февруари како партија, нашата комисија за здравство, председателот доцент доктор Синиша Стојановски излезе на пресконференција и практично што тогаш предупреди за можните ризици со кои што може нашата држава да се соочи. Тогаш за жал бевме пречекани на нож и Венко Филипче тогаш велеше дека нема шанси, тоа се небулози, лажни вести и така натаму, за да недела дена потоа почна оној серијал на пресконференција. И тогаш кога требаше да критикуваме, ќе критикуваме и војнина ќе критикуваме кога цениме дека не си ја врши работата онака квалитетно како што цениме дека треба да си ја врши. Инаку ме прашавте што мислиме за мерките на владата. Јас повеќе тука би се задржал на функционирањето на здравствените работници, на лекарите, првиот дел, затоа подоцна ќе одиме на луѓето кои што беа во првите борбени редови, што еднаш покажа и докажа дека навистина станува збор за храбри луѓе кои што се знаат работата. Најголемиот дел за жал од нив кои што беа во првата борбена линија и лично почувствуваа што значи вирусот COVID-19, бидејќи дел од нив за жал се заболеа.
бранејќи го практично населението во Македонија. Она кое што можам да го кажам и да го повторам е тоа дека сме им благодарни, капа им се нуваме за сето на херојско дело што го прават досега и што ќе го прават одсега, бидејќи оваа работа нема туку така преку ноќ да исчезне, дека оваа работа ќе продолжи понатаму. И кога сме кај бројките, и ако зборуваме за бројките, да, вие сте во право дека можеби онаа крива која што јавноста ја анализира и ја наблюдува, јас би рекол Гаусова крива, во моментот има некоја блага опаѓачка траекторија, но тоа е поради тоа што и бројот на тестови опаѓа визави на што беше во минатото кога се тестира по 400, 500, 600, 700 на ден, сега се тестираат помалку од 200, колку што гледам. Но доколку ги гледаме бројките по основните три параметри по кои што можеме да цениме успешноста на мерките, а тоа е бројот на луѓе кои што го загубија животот на милион жители, бројот на луѓе кои што се инфицирани на милион жители и бројот на тестови направени на милион жители, доколку се анализира 10 држави од регионот, ќе видите дека Македонија е во долната половина. Да речеме по бројот на луѓето кои што за жал го загубија животот на милион жители во регионот, ако ги анализираме државите од Словенија, да речеме преку Босна, Хрватска, Црна Гора, Србија, Бугарија, Турција, Албанија, Грција, Македонија и така натаму, ние сме втори, веднаш позади Словенија. Ако го гледаме бројот на заболените на милион жители, ќе видиме дека сме трети. Ако го гледаме пак бројот на тестирани од 10 сме на 7-то место. Така што бројките тука, морам да признам, не се на наша страна, но секој човечки живот спасен навистина е голем успех, бидејќи секој човек вреди. Така што, ето, прилика тука би се задржал на она што ви го поставивте. Мислите ли дека здравствените власти добро одговорија на кризата, апропо овие параметри кои што ги споменавте сега, и да го абстрахираме Венко Филипч, иако тој во неколку наврати каже политиката ќе ја тргнеме на страна, барем кога почна кризата, не ни интересира ВМРО СД, значи ова е проблем на здравствен проблем и дека треба да се вклучат експертите, луѓето кои што ја разбираат проблематиката и од тој аспект тебе абстрахирајќи го. Ама не ја тргна. Рече така, но не ја тргна, бидејќи знаете вие за да тоа го кажете треба тој да го направите, но за жал тоа не се случи така. Често пати го инструментализираше сето тоа, но еве ќе го изолираме него во одговорот на вашето второ прашање. Јас го кажав тоа и во првото прашање дека да, имајќи го предвид ресурсот со кој што располагаат нашите здравствени работници, имајќи го предвид сето она со што се соочија, навистина одговорија и покажаа тие луѓе во првите борбени редови, лекарите, специјалистите, медицинскиот персонал, медицинските лица, дека во рамките на тие можности се справува онака како што може и мислам дека добро се справуваат до сега. И секоја чест на тие луѓе, доколку би имале подобри услови, доколку би имале повеќе од тој аспект, знам дека уште подобро ќе може да се справат. Ја не знам наистина што се случува со тие набавки, респиратори, набавувавме, не набавувавме, поништувавме, не поништувавме тендери. Знам дека, еве, кога се подготвувавме за емисијата, вие ми рековте во неформалниот дел дека денеска е евидентиран првиот пациент кој што практично изваден од респиратор. Роден 83 година, 37 годишен пациент. До сега, за жал, никој друг не успеа кој што заврши на респиратор, сите за жал ги загубија животите. Така што ценам дека доколку би имале повеќе услови, доколку се направеше нешто во здравството и во минатото, и тука не ги абстрахирам и претходните влади, не сакам сега да звучам. Да, тоа е за респираторите и голема тема генерално, ако почнуваме да зборуваме. Јас ниту сум стручен, меѓутоа читаме многу изминати денови. Не е само проблем со респираторите во Македонија, и италијанците имаат проблем, дури читавме како луѓе не сакаат да видат ставани на респиратори. Меѓутоа, конечно, господин Мицковски, сваќаме ли сега со оваа пандемија после 30 години дека кога не успеа двете најголеми партии да изградат еден консензус, овде мислам и од македонскиот и од албанскиот политички кампус, консензус од аспект на тоа што е столб на државата, дека столб е здравството и образованието, и дека ние сега на некој начин можеби не го плативме толку цехот, сепак плативме каков таков цех со оваа криза. Што е тоа консензус? не е инвестирање. Мишко, па консензус е дека со здравство нема политика.
Со образование нема политика, Не. затоа што имаме загубени генерации. Во таа насока мислам, наместо да се инвестира, сега да не враќам наназад во некои што ја знам работи за кои што не беа капитални, можеме да инвестираме во здравствен систем, да не мораме сега да набавуваме респиратори. Значи генерално говорам како луѓе сега кога се вратиме наназад. Ве разбирам и апсолутно сте во право. Да, консензус е потребен. Никога станува збор за образование, кога станува збор за здравство, не само за тоа. И за многу други работи. Да. И правна држава. Меѓу другото има и некои други работи, но не се. Ние ако на политичка дебата го сведеме тоа прашање зошто нема консензус, па има консензус и така натаму, нема да дојдеме никогаш до одговорот на тоа прашање. Треба да го покажеме тоа на дело. Еве, јас ќе ви дадам еден пример. Претходната влада на ВМРО ДПМН правилно, неправилно, исправно, неисправно одлучила да изгради еден клинички центар кој што ќе чини X пари, тие пари ги обезбедила од Европската банка за обнова и развој, направиле проект, завршил бил тој тендер и така натаму, и почнал тој проект некако да заживува. Дали заживеал, не битно. Доаѓа нова влада, вели, ова не чини, ова не е добра, ние ќе го поништиме тој тендер, ќе платиме таму колку што треба казна за тие средства кои што ги земала претходната влада, ние сега ќе правиме нов клинички центар на друга локација во Визбегово. И така тоа трае една година, ќе правиме, нема да правиме, тргни напред, застани напред и така. После една година, година и половина, викаат не, тука одлучивме дека нема да правиме, ќе правиме на некое друго место, каде ќе правиме, низ на Скопје, на кај општина Ѓорче Петров. Битно согласни сте дека треба да има клинички центар Не, и двете партии. Не, така. ние имаме во нашата програма, со која што планиравме да излеземе на предвремените парламентарни избори на 12 април, имавме поинаков пристап од аспект на здравството и ценевме дека тие пари кои што се предвидува за тој клинички центар од 500 милиони евра, фантастични тогаш кои што беа предвидени, дека за нас ценевме дека се фрлени пари, не викавме не треба да инвестираме во БРИКС, односно во Тули, туку треба да инвестираме во човечкиот потенцијал, затоа што ние можеме да го направиме најскапиот и најсовршениот и најубавиот клинички центар на светот, ако нема кој да работи во него, залудно ние сме ги вложиле тие пари. Затоа имавме ние поинаков пристап од аспект на здравствените политики и тоа ќе биде содржано во дел од програмата на следните парламентарни избори со која што ќе излеземе ние пред граѓаните да ја презентираме и ценевме дека да фрлите вие 500 милиони евра, а при тоа воопшто да не кажете ниту една реченица за медицинскиот персонал, за здравствените работници и така натаму, колку ќе вложите во нивно дообразование, во нивно дошколување и така натаму. Ценевме дека тоа наистина има сомнителна намера. Сега од оваа перспектива, имајќи ги предвид ефектите во економијата, ценам дека тие 500 милиони евра никогаш нема да се случат. И се враќам сега на почетокот на вашето прашање, немањето консензус, 4 години потоа, 2016-2020, ние се уште немаме клинички центар, имаме лекари кои што поради лошите услови ја напуштија државата и тие се мерат во илјадници, кои што сега ги полнат клиниките во Западна Европа. Имаме медицински персонал, сестри и останати кои што исто така се мерат во илјадници, кои што ја напуштија Македонија и се наоѓаат во западноевропските клиники. И што нас сега ни се случува? Зборуваме ние зошто не сме имале вентилатори, зошто никој не ги преживел тие вентилатори, зошто имаме најголема смртност на милион жители во регионот, зошто имаме најголем број заразени и зошто на крајот од денот нема консензус помеѓу политичките стейкхолдери во државата кога станува збор за здравствените политики. За да имате, треба да имате соговорници. Треба заеднички да ги нивелирате политиките. Вака како што стојат работите, не може. За да видите искрени до крај, предпоставувам. Не, секојаш искрен. Да, предпоставувам не мислите дека само од 2016 до 2012 замина многу лекари и претходно во една претходна владеачка гарнитура замина исто така голем број на лекари. Ја говорам за тој консензус. Мишко ќе биде грубо сега јас тука да се правам најпаметен и да кажувам дека ништо порано не чинело, дека сега од сега па натаму се ќе биде идеално. Не, барам да кажеме Инаку да се правени грешки и резултат на тие грешки се тие. Например, некој противник би рекол сега наместо да фрлевте 600 милиони не претходната гарнитура на споменици на лаови, можевте да изградите еден клинички центар. За жал на тоа се сведува риториката кај нас, наместо да седнете и да кажете луѓе што е битно дали ќе биде у Визбегово или не знам на Петровец или кај ќе биде.
Не Ако бидете- се договорите, Ја- дали не ти е потребен клинички центар? Вие говорите за нас граѓаните, затоа што вие сте наши слуги. И Крајот од денот, јас се така? слагам со таа констатација кога велат нам што да фрлевте 600 милиони, но имаш исто така политичари кои што велеа ќе ставиме бројчаник на триумфалната капија и ќе ги Имаше. донесеме париве. Имаше. Бројчаникот остана, но за жал не Така. упален. Париве не се вратија. Така да останавме и без Не клинички вратија. центар и без вратени пари, но затоа останавме исто така и без лекари и медицински персонал и без многу млади луѓе кои што напуштаа државата. Сега, јас сакам да промовирам еден поинаков пристап. И тоа го Останавме правам. ние без многу работи изминативе 30 години. Поради немањето политички Да. консензус и политичко разбирање. Тоа е тоа. А многу е За лесно жал. да се направи. Апсолутно да. Многу е Апсолутно лесно се да се слагам направи, со. само да се тргне профитот на Но страна. жалам што тоа не се случило. Еве, јас повторно повикувам и да се испишат бројките на тој семафор таму на Триумфалната капија и да се направи клинички центар и да се вложи Може затоа тие ќе луѓе. зборуваме во политичкиот дел. Мислам, ворете коректно е, да ќе зборуваме и во политичкиот дел и за бројчаникот и за се ќе го прашуваме и заев, бидејќи на интервју после вас намерно избегнав соочување, бидејќи некако многу е како се вели тоа викање галама и некако не може се бега од концептот. Како професор ве прашувам сега. Како би го оценили Венко Филипче од 1 до 10, од 5 до 10? Вака, Јас не сум имал искуство. Да се абстрахирате од тоа дека сте лидер на ВМРО ДПМН. Седите дома, ги почитувате сите препораки, како би го оценили? Јас немам искуство со Венко Филипче како мој колега, но дона што можам да го слушам од негови пациенти, луѓе кои што го познаваат, го оценуваат човекот сосема коректно, дека е сосема солиден лекар и дека е познавач на тоа кој што го работи. И наистина, бидејќи потекнувам од лекарско семејство, мојата мајка е лекар, знам што значи тоа, знам што значи тие луѓе и го охрабрувам после политичката кариера да се врати на тоа што најдобро го знае, тоа е да спасува човечки животи. Тоа е неврохирургијата. Да. Таму и ќе се врати, предпоставам. Па, Не би имал. Освен ако не оди за премиер. Тоа е веќе негов избор. Затоа што има голем рейтинг, барем оно што го гледав сега последно каде беше на сите, покажа прилично голем рейтинг. Затоа ве прашав како професор. Тука ќе направи клучната грешка ако се води по тоа што сте го гледале, Не, ова затоа јас го што прашувам. едно е перцепција, друго е политички провал. Така да, знаете, во политиката работите не 7+1, еднакво на 2, тука некогаш може да бидат и поинаку, но бидејќи вие ме прашавте како колега, јас како колега ви одговорив за неговото мислење. Но доколку ме прашате како министер, тогаш јас не можам да ги заборавам тендерите со жути Јаху 024, не можам да ги заборавам хациендите на падините на водно и можам да ги редам сега другите работи. Имаат врска со него, ама добро. Сега може би вие повеќе знаете, јас не знам гледам доколку. тоа вие што гледавте, вие не удиравте на Венко, туку удиравте на дедото на Венко. Колку што знам. Не. Не сте или не сте го следеле тогаш ВМРО ДПМН и портпаролите или можеби поинаку сте заклучили. Затоа се обидов одговорот да ви го дадам на два дела. Првиот дел е Венко како стручњак и да, ви кажав И Венко како министер за Венко како министер, пред да почне короната. А Венко како министер од кога почне короната? И знаете, Венко како министер, од како почна короната, Министерството за здравство и здравствениот систем имаше убедливо најнизок рейтинг на истите тие анкети. Така да, еве, да завршиме тука тој дел. Дебатата, тој дел, го охрабрувам да продолжи да се занимава со тоа што најдобро го знае. Доколку одлучи да продолжи понатаму да се занимава со политика и да влезе во политичките води малку посериозно, тогаш нека се обиде еден добронамерен совет да ги избегнува луѓето како жути Јаху 74 и таквите сомнителни набавки, или пак да се обиде луѓето кои што се околу неговиот делокруг на работи, да не ги вика во неговиот кабинет и да не се договараат за работите за кои што не би требало да се договараат. Ајде уште едно прашање да се абстрахираме како директни чинители во политичкиот живот, вие, ја и син директно. Сметате ли дека на некој начин се врати довербата на јавноста во институциите која беше поприлично нарушена? Мој впечаток е дека како луѓето да почнаа да веруваат. И доколку е така, Како вие мислите? Еве и доколку е така, повторно ќе кажам, тоа е добро, да се врати довербата во институциите, но за жал не мислам, не го делам вашето мислење. Не барем за сите институции, затоа што да, имаше институции во кои што луѓето навистина дадоа надчовечки напори за да
за да практично го обелат образот на тие институции, за тие луѓе зборувавме на почетокот од нашиот разговор, пред се за медицинските лица и така натаму, но за жал има луѓе кои што ги раководат поедини други институции кои што навистина беа под нивото на задачата за време на оваа криза и навистина е непримерно сега јас да ги коментирам, времето ќе покаже сега да било кажам, право. например, кои институции Па, потврдија? ги има многу. Денеска видов дека Ден Дончев оставка поднел од фондот за Немојте здравство. тогаш ќе го избришеме сето ова добро што го кажавме, бидејќи фондот за здравство е една од ненаскриливите алки. Јас намерно се обидов да го сочуваме позитивниот дух на нашата емисија. Едноставно да не ја споменам таа оставка, но еве вие ја споменавте. Тоа фрла едно лошо светло на сето ова кое што е, бидејќи прво мислам дека требаше многу порано да се случи и мислам дека тоа ќе фрли една наистина лоша сенка на сето на кое што е поврзано со здравствениот систем. Делот со короната ќе го завршам. Вас конкретно вие предложивте награди за здравствените работници и постојано се повикувате и на нив и ги зборувате и целокупната јавност се повикува и се заблагодарува, дури имаше и моменти кога секој ден во 18-19 часот се аплаудираше на докторите за тоа што го прават. Сакав да го заокружам овој дел со коронавирусот. Како вие би реагирале, например, она што вас ви замерија и дека ги поделивте докторите на наши и ваши? Говорам за јавност, јас не говорам за политичките препукувања, се видувам да го тргнам тоа настрана, говорам како јавноста перцепираше. Значи нема доктори ВМРО, доктори СДС, доктори ДУИ, доктори Алијанс. Не, па видете, тие што мене ми замерија дека сум ги поделил докторите на наши и ваши, сакат така да гледат работата. Јас наистина немав таква намера, нити пак некогаш сум споменал на наши и ваши, тука едноставно во тој момент имаше многу луѓе кои што се дел од структурата на ВМРО ДПМН или некако орбитрираат околу ВМРО ДПМН, а се дел од нашиот здравствен систем и тие луѓе ми пренесува определени сведоштва дека се наоѓаат на маргините, може да помогнат и така натаму и дека доколку можам некако да апелирам да се стават на располагање на здравствениот систем. Еден таков беше, да речеме, членот на извршниот комитет доцент доктор Игор Николов. Тој помина недели на инфективната клиника, бидејќи таму од нефрологија, каде што е матично лекар, се префрлен во инфективната клиника и помина недели. Тоа беше мојата интенција, да апелирам, немојте луѓе да ги делите луѓе што ја критикуваат и што не ја критикуваат, не е време сега за поделби, напротив, сега поединци се обидоа да ја завртат тезата, да рече дека јас ги делам, јас наистина нити во еден момент не реков нашите и вашите доктори, него луѓе во кои што се дел од структура на ВМРО или арбитрираат. Добро, пресо така луѓето го доживеа. Еве ги нашите доктори, вие имавте на пресконференцијата неколку доктори, еве ги нашите доктори, ви стојат на располагање и затоа беше реакцијата на јавноста. Не сум имал таква, нити па сум посочил еве ги нашите доктори. Да, тоа се луѓе кои што застанаа на таа пресконференција со мене и се дел од структурата на ВМРО ДПМН. Да, и во иднина. Бидејќи ВМРО ДПМН е организирана партија, имаме структура во здравството, имаме структура во образованието, во финансиите, во економијата, земјоделието и во другите области. И логично е да јас кога се советувам да се советувам со тие луѓе. Апсолутно, да. Едниот совет, вториот совет е добро е да барате совет надвор од кутијата, луѓе што се надвор од партиската не спорна политичката ориентација апсолутно без разлика човек кога ќе има мака, но треба само докторот да разбере дека кога ќе излезе од бихачка или од палатата од белата куќа кај вас, дека тогаш веќе завршува ВМРО ДПМН, кога ќе влезе во клиничкиот, тогаш е доктор со сите оние заклети. Ја би се задржал на пристојниот начин на обраќање штабовите, претпоставам, на политичките партии. На тоа мислам. И не само докторите, треба сите професионалци кои што кога ќе излезат од штабовите на политичките партии да бидат професионалци. Или од партиските седишта. Или од партиските седишта, да. Сите тие кои ќе излезат од тие партиски седишта треба да бидат професионалци, затоа што некако, ако го изгубиме професионализмот наспроти политичките и лични интереси, тогаш губат сите. Не само партиите, губат граѓаните, губи државата и ни се случува она што го кажавме, да имаме најголем број починати по милион жители, заразени, најмал број тестови, така натаму и така натаму. Корона кризата несомнено ќе предизвика сериозни економски импликации, финансиски импликации кон македонската економија,
Ние веќе ги гледаме резултатите, имаме многу луѓе отпуштени, имаме намалување на приходите, имаме намалување на индустријското производство, пат на бруто домашниот производ, ако не се лажам, тоа се бројки кои што ги имаме статистички. Многу економски мерки, многу. 3 економски мерки представи владата. Вие неколку нудевте мерки за угостителите од тој концепт сега за да предам на економијата. Ќе биде тешко, доаѓаат тешки времења економски за Македонија. Што покажуваат вашите согледувања или анализите кои што ги даваат вашите тимови? Па да, имавме вчера еден таков тематски состанок со луѓето кои што се од економските комисии, од економската структура на партијата и разговаравме за тоа што се случува и што предпоставуваме дека ќе се случува, бидејќи знаете ние сакаме секогаш да имаме 2-3 чекори однапред подготвени кога ќе можеме да се соочиме со јавност, без разлика од кој тип на јавност, дали со граѓаните, дали со вас, новинарите, дали со политичките противници. Јас очекувам наистина тежок период. Иако морам да признам дека помалку збунувачки сигнали добиваме од релевантните институции. Вие се сеќавате, блескавме дока 20 март, таму некаде се беше идеално, буџетот се полнеше, немавме никакви проблеми, за да потоа за 180 степена се заврте бродот и практично апокалиптични сценарија ни се најавува и за да вчера, во текот на, или завчера, ресорниот министер излезе на пресконференција и каже дека супер ситуацијава, ќе имаме пат на буџетот според Министерството за финансии, на бруто домашниот производ, простете, од 3,4%, но тоа не е страшно, бидејќи имаме план како тоа да го направиме и даде еден приказ на тоа како се полни буџетот, вика имаме потврлање кај данокот на додадена вредност, имаме потврлање кај персоналниот данок на личен доход, но задоволни сме, вели, цитирам, што имаме надфрлање споредено со минатата година во делот на данокот на добивка. И сега кога ќе го слушате тоа, си велите дали ова политиканство или незнаење. Зошто ова го велам? Јас не сум економист, иако во животот сум поминал голем дел, многу години во бизнисот, многу време и многу книги сум прочитал од економијата, така да и со многу економисти сум се дружил и сум прашувал и до ден денеска прашувам и сакам да учам. Затоа што ценам дека како политичар човек треба и економски да има сериозни познавања за да може да пледира на највисоките позиции во државата, нели? Таму каде што јас сум тргнал. И сега истата таа надлежна ресорна министерка пред некоја недела апелираше до успешните компании и велеше сите овие контации за данокот на добивка кои што ги имате до крајот на годината, платете ги сега, за да може буџетот да не биде ликвиден. Истата таа ги молеше луѓето им велеше платете сега затоа што ќе немаме во буџетот. И сега истите тие ги платија тие контации плюс од распределената добивка данокот го платија за минатата година некаде во април месец. И токму од тие причини ние имаме во моментот подобра наплата кај данокот на добивка, се извинувам, споредено со истиот тој период од минатата година. И сега бидејќи аконтации веќе ќе нема од мај месец до крајот на годината. Ако ги погледате денешните извештаи во управата за земјни приходи, ќе видите дека данокот на добивка во првите 4-5 дена од мај месец е катастрофален. Зошто? Затоа што тие компании, знаете вие, банки, успешни компании од минатата година беа солидарни и авансно ги уплатија сите аконтации сега воопшто. Сега ако гледате мај, ако гледате јуни по тоа месецот и ако го гледате јули кој што треба да го собере тромесечниот данок на додадена вредност за месеците април, мај и јуни, ние ќе се доведеме во една навистина сериозна ситуација. И потребно е што од сега да размислуваме како ќе ја разрешиме. Зошто ова го зборам? Затоа што пари ќе нема. Или барем ќе нема ефтини пари. А зошто го велам ова дека ќе нема ефтини пари? Затоа што, Мишко, се сеќавате во март месец кога излезе владата со планот, рече ќе бараме пари од Меѓународен монетарен фонд, ќе бараме пари од Светска банка и 400 милиони евра ќе извадиме bridge to bond и ќе бараме практично да покриеме определена дупка додека не издадеме евроврзница. Што се случи со тие 400 милиони евра? Еве, неофицијални информации допираат до мене дека тие 400 милиони евра не се реализирани, односно не стигнала понуда поголема од 120 милиони поради тоа што немало интерес. Затоа што е потребно да се спасуваат големи мултинационални светски компании. И сега што правиме ние? Повторно, ние не излегуваме агресивно да ги гледаме сите овие недостатоци кои што ќе се случат во следните месеци,
Туку повторно се вртиме 180 степени, од апокалипса се враќаме на блескаме и викаме ќе падне бруто домашниот производ од 3,4%, но не се секирете, на добра патека сме. Добре, СДС излезе со мерки за намалување на платите на административците на 14.500 денари. Сите априори го одбија де факто тоа и некако на луѓето им доаѓа, јас говорам за месеците кои што помина март-април, седат дома, земаат целосна плата. СДСМ Има дел од луѓето кои што се отпуштени, генерално гостителство, туризам, сето тоа на вистина пати. Тој дел од тие гранки. Меѓутоа имате една ваква ситуација кај што изгледа поприлично комодно, но прашањето е што по мај, ако е вака како вие што велите. Точно. Дека може да биде поприлично страшно. СДСМ не излезе со намалување на платите. СДСМ излезе со принципот на урамниловка. Они предлог дадо. Тоа е урамниловка. Ви тоа е, сите го судија, го тврдија затоа што има причини и ги елабориравме тие причини. Кај подсетам не на моја пресконференција тогаш која држав, јас тогаш се обратив и до македонската јавност, и до СДСМ, и до сите, како лидер на опозиција, како претседател на најголемата политичка партија, и реков, мора сите да се откажеме нешто, мора да има намалување на платите. И тогаш реков, во март месец, за 10% да се намалат платите, а потоа од месец за месец ќе ги анализираме и врз основа на таа анализа ќе носиме одлуки. Но за жал, како и се до сега, имајќи го предвид оној примитивен унос кај владачката партија која што владее кон предлозите на ВМРО ДПМН, бевме одбиени. Бевме комплетно одбиени, имавме и уредба на владата која што ја предложи Наке Чулев, бидејќи нели апелира, имате таму министер ваш, така они ги делат луѓето на ваши и наши. Имате ваш, дајте преку него една уредба и ние направивме уредба и одбија таа уредба со подсмев. Еден од принципите кои што тогаш го предложивме беше како да се обезбедат пари. И тогаш велевме луѓе, имаме дома пари, имаме стерилизирана ликвидност во Народна банка преку благиничките записи од 25 милиарди евра, ајде од таму да почнеме наместо во Народна банка да ги пренесуваме тие пари, таа ликвидност во државни харти од вредност во Министерството за финансии за поддршка на ова што недостасува во буџетот. И тогаш со подсмев онака, со навреди, со над ситуација, мене ми смева како инженерот сега ќе ни каже на нас како треба и така натаму во ред се повлековме. За да 2 недели потоа видиме како Народната банка 8 милиарди ослободи од тие благајнички записи, а 6 милиарди банките кои што ги ослободија Народната банка ги запиша во Министерството за финансии преку државни харти од вредност. И сега ќе подсетам, од тие 6 милиарди потрошија 1,5 милиарда да се раздолжат денари, да. 1,5 милиарда денари потрошија за да се раздолжат поради поранешно задолжување и 4,5 милиарди плаќаа определени обврски кои што ги има, меѓу кои и на тутунарите на кои што им доцнеа со субвенции, им ги исплатија субвенциите, замислете, во кеш на ден Велики петок и Велика сабота. Ама и исплатија. Точно. Така. Ама и тоа е поентата. Тоа беше поентата. Ако тоа не послушаат венели претходно, ќе го направија кога на луѓето им требаше, а не со задоцнување. И повторно ја апелирам. Не, да, ние сега може да релативизираме, но сакам да кажам, важно е дека парите стигнуваат до граѓаните, тоа е битно. Точно со задоцнување, да. А тоа задоцнување некогаш чини многу. Тоа е суштината. Тоа задоцнување некогаш чини многу. Ние затоа во светот измислиле just in time, односно токму на време. Ако вие тие задоцнувања ги толерирате, тогаш тие некого може да го чинат многу. Нас не чинат многу. Добро, јас колку што и знам, тоа е причината. Јас колку што знам за тие мерки заседаваше и некое тело, односно викнати стручњаци. Подобро да не знаете што таму се случувало на тоа тело. Па добро, таму е, сега вие го споменавте Наке Чулев, не само Наке Чулев ваш министер во владата. Он не присуствува на тоа тело. Не, сакам да кажам, го споменавте него, вие имате таму и прилично респектираната Гордана како дополнителен заменик министер за финансии, таму имаше средба со плејада на луѓе кои што се од економијата, од Абдулменав Беџети, ако не се лажам, од Таки Фити, од професор Трајко Славевски. Па се што е таму разговарано, ништо не е имплементирано.
така да кажам, се што е. Да речеме, Оливер Спасовски во една прилика рече има записник, прашав, вистина има записник? Не, никаков записник не ни подпишале, 2 состанока се одржани. Инаку, сега да ве сакам само да ви кажам како настана тоа тело. Како што рековте вие, почитуваната Гордана Димитриевска Кочовска, заменик технички министер, како му доаѓа. Добро, врзани подписи и се на крајот од денот со министерката. Ке дојдеме и до тие врзаните подписи. Појде кај министерката и рече, види, во тој период беше актуелно барањето кој што требаше да се подпише до Меѓународниот монетарен фонд. И ние, бидејќи сме државотворна, одговорна партија, не сме како СДСМ кога беше опозиција да пишуваме писма и да тужакаме владава и да обструираме, практично да загрозуваме макроекономската стабилност. Појде Гордана како одговорен политичар и човек и рече, види, нема проблем, ќе седнеме, но дајте да видиме да направиме тело кој што ќе мониторира како ќе се трошат овие пари и тело од кое што ќе произлегуваат тие мерки. Супер идеја да пренесам кај моите да ми дадат пас. И на тој начин практично се никуците на тој би рекол совет кој што потоа се формираше од 15 на 20 еминентни лица, меѓу кои што учествуваат и луѓе од бизнисот, луѓето од науката, политичари, од Министерството за финансии и така натаму, меѓу другото, 2 состанока се држани. Меѓу другото, само 2 состанока се држани, едниот речиси комплетен и вториот полукомплетен состав. Добро, иако речиси, видете сега, и двете партии некако бевте мирни, говорам на партии, не на ниво на влада се, и двете партии бевте мирни затоа што и бизнисмените испорачува по прилично список на желби во едно време не време кое што го имаме ние. И никој на бизнисмените као да не можеше да ја каже, ало, полека малку, ова е барање ние го критикувавме тоа што е за критика. Банките никој не смеевте да ги споменете името, не смеевте да го спомене ниту ВМРО, ниту СДС. Банките останаа најповластени, да, они дозволија бескаматен период од одложување, не бескаматен, после 3 месеци кој сака да ја прифати таа понуда, но бевте поприлично меки и вие и социјалдемократите. Да, тоа што се побара од банките го испорача. Не говорам за нас граѓаните. И јас сум граѓанин на оваа држава. Така истото и јас имам врски кон банките, лизинг на возило, потрошувачки кредит кој што го сервисирам, претпоставувам и вие, или ако немате вие, големо мнозинство на граѓаните има такви врски. Така да сите бевме загрижени како ќе се однесуваат во тој момент банките и сите тога се боревме да банките наистина преземат сериозни чекори во тој момент кои што они ги превземаат делумно, тоа беше одложувањето, нели, репрограмот на отплатата на врските кон банките. Инаку кога станува збор за бизнис заедницата, ние имавме комплетно диаметрално различен пристап од СДСМ во делот на поддршката за бизнис заедницата. Ние велевме никако не треба да се исклучи март. И тоа се покажа сега, затоа што ако вие го видите данокот кој што го собра управата за јавни приходи а за тоа ќе имаме дополнително денови пресконференција во месец април, а се собираше за март и првиот квартал од 2020 година, е за 3,3 милиарди денари помалку од планираниот. Планиран бил да се собере околу 8,9 милиарди денари, собрани се негде околу 5,6 милиарди денари. Тоа се 55 милиони евра помалку. Со тоа вие ќе видите дека на бизнисот му било тешко. Бизнисот едва и го преживел тој период. Затоа ние велевме, немојте луѓе да го оставате бизнисот 2 месеца без никаква помош. Практично, според уредбата на владата, она првата, од тогаш таа уредба претрпе 3-4 измени, но на првата уредба, можеа фирмите да ја користат помошта од владата, почнувајќи од 15 мај за април. А таа се носеше вториот сет мерки, да не ми забележат, пошто они донели прв сет на мерки, никој не се сеќава на тој прв сет на мерки, но еве овој вториот сет на мерки беше донесен на 15 март. И ние велевме, немојте луѓе, ве молиме, 2 месеци да ги оставате луѓето, затоа што едва и крај со крај ќе скрпат. И за тоа бевме во право. Мишко, верувате, за тоа бевме во право. И тоа се одрази на буџетот. И тоа ќе се одрази допрва во месеците кои што следат, затоа што и сите оние компании кои што полека се рестартираат, посебно во делот на извозно ориентираните компании, посебно во делот на преработувачката индустрија, нема да почнат веднаш од 0 до 100. Туку постепено овој месец 30%, следниот 50, 70, прашање е дали до крајот на годината
ќе го достигнат истиот капацитет што го имали истиот месец минатата година. И тоа ќе се одрази во буџетот. И тоа ќе се одрази во економијата и тоа ќе се одрази во губењето на работни места. А тоа е така затоа што имаме некомплетни и ненавремени сет на мерки. Ние веќе имаме излегува податоци за тоа колку места се загубени работни, околу 9000, ако не се лажам, тоа се делови, пак ќе кажем, угостителство, туризам. Очекувано беше со оглед на тоа што во индустријата имате за 4,5% помалку вработени во март отколку март 2019-та. Но битно е, значи јас сега ако сакате како влада, бидејќи во владата учествувате и вие, можеби не комплетно или како видите игнорирани, но сепак сте дел од тамо, пак ќе споменам врзани подписи, битно за граѓаните што е да имаат редовна пензија, да имаат редовни примања. За сега нема застој во тоа, дури и вие рековте, да, исплатени се субвенциите, можеби за каснија, ние рековме порано, тие не послуша, па потоа се преиспита, па се преиспита и видео. И не треба да има. Но сега јас прашувам дали доаѓа посериозен проблем имало за македонската економија. Поголеми проблеми, имало воен конфликт. Немало каснење на да, ама тогаш Груевски воведе воен данок, ако се сеќавате. Ама сега така? Како данок имаме? Сега имаме. Па не, тогаш имаше посебен данок од 4%, ако не се лажам, воен данок. Не, друго беше тогаш тоа, но имавме воена состојба во државата, имавме воен конфликт, немаше ниту еден ден доцнење на платите. Да, но сега имаме состојба кој што не знаеме, не го знаеме ни пријателот, не знаеме колку ќе трае. Тоа е суштината. Ни тогаш го знаевме точно непријателот, но не знаевме колку ќе трае. Сега исто така лоциране, нашиот практично би рекол ете условно непријател, тоа е вирусот, и знаеме дека ќе трае. Тој нема да исчезне утре. Еве веќе најавуваат втор посериозен бран, велат таму на есен ќе има. Може да ќе има, можеби ќе нема. И ние се треба се подготвуваме за тие сценарија. Како се подготвуваме? Ја не познавам луѓе, а има многу луѓе што ги познавам што се реномирани еминентни стручњаци кои што работат на некоја стратегија. И тоа не само во економијата, стратегија во образованието, стратегија во здравството. Како понатаму ќе се справуваме ние со сите овие предизвици? После ова, нас ќе ни се случат еден куп социолошки феномени. Ќе имаме чудно однесување на една структура на наши сограѓани поради изолацијава, веќе изголеме број на себе на насилство, имаме самоубиства. Како ние со сите тие социолозите ќе истражуваат? Ама немаме јавна дебата. Ние немаме, не разговараме, ја не сум слушнал сет на мерки за превенција од тие работи. Тоа е суштината. Јас се обидував да наметнам такви дебати, меѓутоа се уште беше ек на корона и со психолози, и со психијатри, и со социолози за тоа каков ќе биде животот, на што треба да се внимава. Инаку ние како партија тоа го разговараме и наметнуваме такви дебати. Уште овој дел, бидејќи поприлично ги критикувате, тоа е сега и како политички опонент поприлично ги критикувате економските мерки. Ама нормално не се согласуваме затоа што не беа доволни. И ако ги гледате анкетите на бизнес заедницата и на стопанските комори, истото ќе ви го кажат. Јас не можам да се сетам на едно интервју што го имаше техничкиот премиер на една национална телевизија, само што не се скара со новинарот спротив. Да, истина беше, се јавуваат во емисијата представници од едната комора, му се јавуваат од другата и му велат простете, но не е доволно. Нас не треба тоа, тоа и тоа. Уште да им кажеш се вие мене ќе ми кажете, човекот нема една минута стаж во реален сектор. Повратот на ДДВ се враќа, така? Молам? Повратот на ДДВ се враќа за фирмите. Да, повратот се враќа, да. Пошто своевремено беше и тоа проблем на бизнисмените. Не, видете, во едни времења не се враќаше повратот, па кога Груевски велеше сега нема да ви го враќаме повратот, па тие аплаудира тие исти бизнисмени. Меѓутоа тоа е една друга тема. Ако го портретирате Груевски, ќе треба да увикнете него. Оставете го Груевски, не ви сакав да го споменам. Ја ви кажувам, бидејќи поприлично поентата ми беше. Ја ви кажувам што сега имаме како забелешка. Поентата ми беше дека ако вашите забелешки политички опонент, Светска банка вели во најновиот извештај и за можните сценарија предвидува дека земјите ќе паднат од Западен Балкан, ќе паднат во рецесија, но дека Македонија ќе помине најдобро. Ако видите, говорете еве нека биде така како што вие викате, јас ќе видам. Не викам ја, ова е од Светска банка. Еве некако што тие викаат, па ако го слушаме Меѓународен монетарен фонд или ако слушаме бизнес заедницата во Македонија, другачие ќе ви кажат. Јас сакам да зборувам за широчината на проблемот. Не сакам да ја сведам дебатата на дебата ние викаме, вие викате, па да се сведе на она што вие го почнавте на почетокот на емисијата.
Кристалина Георгиева имаше фантастичен говор. Таму некаде почетокот на април месец, каде што јасно ја оцрта практично траекторијата по која што светот ќе се движи и јасно сугерираше што треба националните економии за различни земји помалку развиени, повеќе развиени, земји што се во развој, супер, што треба да направат. Ние само треба тоа да го следиме. Не треба ништо повеќе од тоа да правиме, ништо помалку. Инаку сега ние на дневна политика и политиканство можеме да зборуваме, но тоа не сакаат граѓаните да го слушаат. Да, имате и пресконференции, јас не сакам. Да, јас сакам да зборувам малку за широчината на проблемот и од тие причини сакам да нудам решенија. Не сакам да кажам сега Светска банка рекла вака, ама овие рекле вака. И сега кој е во право, да се надмудруваме кој е во право. Едноставно чувството на луѓето е незаменливо. Може Мишко или Христијан да кажат, или Зоран или некој друг што сакаат. Чувството на луѓето е вистинско. Затоа ви кажав, плати има, пензии има. Ама не се задоволни луѓето. Еве, прашајте ги бизнес зеницата, коморите, имаше анкети, ќе ви кажат дека 30% нема ни да ги користат овие мерки, а 70-80% вела дека не се задоволни. Економијата е широка тема, а времето поминува, ние можеме уште многу да зборуваме. Политиката е она што е поприлично интересна. Лидерска средба закажана е веќе, беше од 10 до 12 мај. Да, закажана е, само сега простете, јас би сакал да не излезе дека јас го кажувам и датумот и сатницата, тој што го организира, прашајте го ќе ви каже. Сега простете, не би сакал јас да го наметнувам тоа, тој што ја организира, прашајте го, се надам дека ќе ви даде одговор, тој е председателот Пендански. 12 мај? Ќе ви даде одговор, јас кажувам како датум, 12 мај, тоа е вторник? Да, 12 мај. 12 мај, лидерска средба. Се налютивте кога не ве поканија на лидерската средба, втората. Односно, зашто немаше лидерска средба за ворената состојба, да одиме поред. ВМРО бега од избори. СДСМ сака брзи избори. Тоа се насловите кои што одекна. Не, тоа се насловите кои што ги диктира Бихачка. Ајде, оставете го тој да. Инаку не се тие насловите, ако ја гледам објективно ситуацијата. Сега диктира Бихачка се, сега така излегува. Вие велите, нас ни се битни граѓаните, избори. После ВМРО вели, ова СДС вели, ние сакаме избори. И тоа е наслов. Тој наслов не може да дојде од Бихачка, не може од Бихачка да доаѓаат наслови. Тоа беше во едно друго време, кога доаѓа наслов. Тој наслов, добре, можеби не е така, може да ја грешам, но некако тој наслов е идентичен со наративот кој што го зборува Заев, Шекеринска и останатите. Еве, можеби тоа некоја чудна случајност, еве коинциденција. Не ги делите така луѓето, затоа што па некој ќе кажат аха, некои други медиуми па како чудна случајност тоа што го говорат Мицкоски и Николски. Не ги делите, оставете ги медиумите, таа поделба нека заврши. Ама сега вие ми ја поставивте таа дилема, велите. Не, ја како прашање го поставив, да. Велите или вака или вака, јас сега како на квиз треба да ви одговорам, не е така, туку е вака. Но еве, ќе се обидам да ви дадам одговор на вашето прашање. Јас немам дилема. Мишко, немам дилема кога и да се случат изборите дека ВМРО ДПМН ќе го победи СДСМ. Ќе го победи убедливо. И тука немам никаква дилема, ниту како човек, ниту како лидер. Што е тоа убедливо? Убедливо. Најмалку двоцифрен број на пратеници разлика ќе биде. Но она кое што мене ме загрижува во моментот, молам? Не, добро. Но она што мене ме загрижува, не, може да имате дилема, но јас немам дилема дека така ќе биде. Не, за двоцифрена имам дилема, да. Ја немам дилема. Добро, али за една цифрена немате. Не, во сега јас не правам анкети, ниту знам, меѓутоа не сум сретнал анкета каде што ВМРО води 20%. Добро, или 12%. И меѓу 9 и 11 разлика е близко сме. Па што тогаш? Вие сте за една цифрена бројка во ВМРО ќе победи, јас за ништо. Па зашто не оди на избори тогаш? Па и сега ќе ви кажам. Затоа што ние сме сега во епидемија, односно пандемија, се извинувам да се изразам вистински докторски, која што на дневна основа брои луѓе кои што се заразени од таа пандемија. Луѓе кои што го губат животот од таа пандемија. И ако вие направите една едноставна анкета, еве, направете како телевизија, ги прашате граѓаните дали сакате избори како што вели СДСМ или понатаму, најголемиот дел од луѓето, а тој голем дел е преку 70%, ќе ви речат дека сакаат
понатаму. Кога сте не прашале вие нас дали сакаме избори или не? Кога тоа ние за граѓаните Не, сме решавали? можеби тие анкети кои што ние ги правиме конкретно не стигнале, не се погодило вас да ја прашат, но прашуваме по кредибилен примерок. 1200. Вие говорите за анкети. И што велат граѓаните дека не е сега време за избори? Повеќе од 70% велат дека не е сега времето за избори. И во ред, еве да речеме дека ние ќе си подадеме рака со СДСМ и ќе идеме утре на избори. И еве сега ќе ви го симулирам. Тој ден изборен, како ќе биде, ќе имаме луѓе со маски, ќе имаме луѓе со ракавици, оние што ќе излезат 40%, ќе имаме Facebook и Twitter кампања, ќе немаме можност како пратеници, ајде јас и не сум кандидат за пратеник, сум кандидат за мандатар, но ќе има луѓе кои што се заев е кандидат за пратеник, како ќе се представува? Додуше он најде начин со овие картони да се представува, но има луѓе кои што ќе треба да се најдат, да се представат пред граѓаните, врата на врата, да представат програмата, на крајот од денот граѓаните гласаат за програма или за што гласаат граѓаните. Врз основа на кои параметри ние ќе составиме програма сега и ќе ја представиме пред тие граѓани. Па не е тоа честно, Мишко. Како ќе излезе? Ако сме ја правиле програмата во јануари, февруари или декември за април, сега се сменија и самите рековте вие во делот од емисијата дека економските текови се смени начинот на живење во Вовидот, рековте, и ќе мора да се менуваме. Ние ќе треба да подготвиме нова програма, нови капитални инвестиции, нови проекти, да бидеме покреативни, поинаку да размислуваме. Треба тоа да го представиме. Добре, исто и за СДС предпоставам истиот проблем ќе би го има. Па тоа ме чуди мене. Ние очигледно многу поодговорно приоѓаме на овој проблем. Најпрво велиме здравјето на граѓаните се уште е загрозено и се уште е под опасност. Второ, како ќе се спроведе гласање кога ќе имате граѓани кои што ќе гласаат со маски, со пенкала кои што нема да сакаат да го потпишат, па и ќе имаме експериментално со фингерпринт, односно отисок од прсти, можда луѓе нема да сакаат во тие изборни места, и на крајот од денот како ние ќе правиме кредибилни избори без да имаме кредибилна изборна кампања и програма. Преку Facebook ќе водиме кампања, преку Twitter. Значи... Еве имаме една група на граѓани 60 плюс кои што да речеме сакаат да се видат со кандидатите за пратеници. Еве, и по анкетите и тоа го кажува. Имаме граѓани во државата кои што не следат социјални медиуми, не следат како тие ќе слушнат програмата на ВМРО ДПМН. Што нуди ВМРО ДПМН за следниот избори? А вие сакате да одите од град до град, од село до село, тоа е проблем. Ќе ставите маски, ќе одите, ќе земете дезинфекција. Не, се видите, ние може тоа да го релативизираме колку сакаме. Не го релативизирам јас. За Хрватска што мислите? Како се справи со корона кризата? Хрватска како се справи, оставам на хрватите. Сакам да ве прашам, мислите дека на Пеленковиќ не му се битни граѓаните, па тој сега распишува избори? Мислите дека на Вучич не му се битни граѓаните, сака да ги убие, па тој вика на 21 јуни запише избори? Што мене ми е важно, Мишко, во моментот е што мислат македонските граѓани. И политиките кои што ги водам како човек и ги предлагам како човек кој што се грижи за македонските граѓани. Добро, и тоа што мислат Пленковиќ, Вучич, или некој ќе ценат граѓаните на тие држави кои што еве на вас како партија да направите програма сега со нови, бидејќи ги имате податоците, гледам и вие ги баратате со пат на приходите, на даночните приходи, на ДДВ. Она што нас Мишко не е важно. Оставете го тоа. Релативизирање сега. Не, овој бил против, овој бил за. Кога сте за избори? Кој датум е вас? Момент кога ние ќе знаеме дека сме ставиле пандемијата позади нас, дека не постои ризик за здравјето на граѓаните, дека ние нема во кампања да броиме ново заболени или луѓе кои што го загубиле животот. Првиот момент кога ќе имаме фер и кредибилен изборен процес, а нема тоа да биде Facebook, Twitter процес, тогаш ќе излеземе, ќе се договориме за дата, ќе ја представиме нашата програма пред граѓаните, ќе излеземе на избори како што било и до сега, ќе се представиме пред граѓаните и граѓаните нека оценат која опција е подобра, дали едната ќе добие двоцифрен број пратеници разлика или едноцифрен број пратеници разлика, тоа нека го оценат граѓаните. Но вака, услови кога ние на дневна основа
број на заразени, на дневна основа број Добро на се број намалува на тој почина. број и трендот, ја говорам на здравствените власти дека ќе се намалува. Иако самите Нема, тие ја, велат видете, дека ние ќе кажеме Не сакам да сум некрофиличар, за мене еден човечки живот е важен. не, самите Немојте да здравствени молам. власти, дури Венко Филипче кажа, ние ќе кажеме дали има услови за да се одржат избори или не, зависно од тоа каква ќе биде ситуацијата, ако е вака како вие што велите, сигурно дека ниту СДС не сака да има избори, ниту ДУИ, ниту било која партија. Па, но ако од ова што сега го гледам, ценам дека сакаат по било која цена да се случат час поскоро видите, избори, тогаш- наистина не ми е јасно. Се обидувам да ми ја најдам логиката. Ја разбирам дека они не сакаат да имаме фер и кредибилен изборен процес, затоа што на тој начин ќе ја намалат разликата и тогаш можеби нема да биде двоцифрена, ќе биде едноцифрена победата на ВМРО. И ги разбирам. И тоа е легитимно политички и они сега да се обидуваат да тоа го аргументираат во јавност. Ово е за И бодрење тука- на не, гласачкото тело. не, со немам потреба јас. двоцифреното. Па не, ја не, видите, јас вака не разбирам. Нема зашто. Сега, ништо. на пример, не разбирам. Јас да водам, на пример, двоцифрена и да не сакам избори, при тоа не сакам да се вратат пратениците во собрание. Од друга страна, прво критикувавте и велевте неуставно е тоа што председателот прогласи воорена состојба, па велите не повика на лидерска средба вториот пат кога прогласи воорена состојба, па вие велите не сме за брзи избори, излегува Александар Николовски вели полека нека одат воорена состојба, проценките на светско ниво се дека ова ќе потрае до 2024 година, и од економски и од пандемски, ако сакате. Ние до 2024 мислите да бидеме без избори? Теза по теза. Еве за парламентот. Ке ми дозволите за да ви одговорам на сите овие прашања кои што ги поставивте. Ке одиме теза по теза. Ние рековме дека а и најголемиот дел од експертите велат дека парламентот не може повторно да се состане од причина што е спротивно на уставот. И тоа не го вели Христијан Мицкоски, тоа го зборуваат луѓе кои што поминале цел свој живот работејќи на уставна проблематика во државата. И они кои кажуваат член 63 од уставот што вели дека собранието да не го читаме сега повторно што. Не, ама тој член е доколку собранието е активно. Какво е тоа? Во заседавање, ако е собранието распуштено, Како би ако било? пратениците го вратиле мандатот, Мишко, на граѓаните назад. Еве сега ќе ви кажам. Ова е политичко толкување, не е повеќе правно толкување, барем според мене. Значи, какво е Мишко, активно распуштено видете, собрание? Ние може да не се сложиме. Ние може да Не, не се ја сложиме. ја читав од уставот, што како пише и знам дека имавте поприлично таква дебата и тоа се сеќавам точно на член 63 став 4 Ама од ние уставот. може и да не се сложиме, Мишко, јас и вие сега. Но имаше, после првата лидерска средба, состанок на експертите. Тие таму се сложија дека мнозинството таму на таа средба, на не ви ги именувам, ги именував на едно друго интервју, кажаа дека парламентот во овој момент нема уставна можност да се состане. И сега ние може да бараме тумачења вакви или такви, не може. Како да ви кажам, вратен е мандатот кај граѓаните. Да. Граѓаните се тие кои што може да ги вратат пратениците. Да, ако се прогласеше воорена состојба пред да се самораспуштат парламентарците, тогаш се продолжува нивниот мандат. Но доколку тие го вратиле мандатот и после месец дена се прогласи воорена состојба како што се прогласи, парламентот за жал е распуштен. Тоа е тоа. Ке потсетам сега на друга работа, тоест нема да ве потсетам, но ќе ви кажам. Од владачкото мнозинство, од СДСМ, бараа воорена состојба за да можат да ги одложат изборите и да носат уредби со сила на закон за да ја помогнат на економијата. И поминаа 30 дена, донесоа X такви уредби, се одложи изборите. Еве на втората ваша теза сега ќе дадам одговор, се надоврзувам. Зошто повторно председателот не свика лидерска средба да разговараме дали се потребни нови 30 дена на воорена состојба? И ова не го разбирам, например. Велите штанцаат уредби, се прават можеби криминали, вие не сакате да се врати собранието. Не знам. Собранието ви е алатка која што е практично контрола на извршната власт. Немојте ве молам, немојте, па тоа собрание, знаете како заврши неславно со незакон за јавно обвинителство кога се поништи целото гласење за собранието, кога
се купува трас пратеници таму за гласање на двотретинско, ќе биде вас кредибилно за овакви работи. Можам да прочитам дека вас тоа ви макате практично вие дека не сакате да се вратите во собрание заради пратениците кои што не може Мицкоски да ги контролира или заради тоа да се плаши да не го сменат Наки Чулев. Не, Мишко, вие можете да цитате како сакате. Јас ви го кажувам уставот. Тоа не видите трас овие пратеници од ВМРО кои што наводно ги купиле. Не, јас само давам одговор на вашата теза. Инаку мојата позиција ви ја кажав во првата теза како одговора, тоа е дека е спротивен уставот. И тоа е мнозинството на професори тоа го кажа. Што очекувате утре? Само да ви одговорам на вашите тези. Требаше да се свика таа лидерска средба повтор пат, да седнеме да разговараме за продолжување на ворената состојба, да ги слушаме причините од страна на владата зашто е потребна таа ворена состојба. Ние не сме нелуѓе, доколку навистина постои потреба од продолжување, но ако е причината да се продолжат платите на специјалното јавно обвинителство или други уредби кои што се носат таму, тогаш наистина не ја гледам тоа што немојте сега, јас се обидувам да ви кажам. Јас исто како да ви кажам сега или да се продолжи за да Наки може да снима спотови. Ако одите по истата паралела. Не знам дали Наке снима спотови или не снима спотови. Тоа вели Наке Чулев дека снима спотови за денот на полицијата, па во светеа таму. Тоа ќе го прашате Наке Чулев, јас тука не можам да ви дадам одговор дали снимал или не снимал. Немам таква информација. Како тој ви информира за све, сега немате информација. Министер за внатрешни работи не е глумец за да снима спотови. Не знам ако тоа ви беше он снимал спотови лично, не разбирам. Значи Наке Чулев кој што го информира господинот Мицкоски за се, не ви информира дека снимал спот за денот на полицијата со полицајците. Не, тоа не се работи кои што се дел од интересот за кој што треба да ме информира. Ако Наке Чулев ви го сметате за артиста да снима спотови, тогаш го рете, ја не го сметам. Јас не велам дека Наке Чулев е главен глумец. Аха, не велите него што? Да. Снимил за денот на полицијата? За денот на полицијата снима спотови. Тоа не чини. Вие што велите? Знам, јас прв пат од вас слушам, вие го судувате, јас не знам, после емисијата ќе го прашам. Јас никого не осудив. Но да се вратиме на темата. Прашав за тоа, не го осудувам. Да се вратиме на главната тема, бидејќи таа е нели важна сега тема, ова дали снимал Наке спотови е тотално мислам во моментов нерелевантно. Поважно е суштината како ние ќе продолжиме понатаму. Затоа реков сакам широко да ги гледаме работите. И во тоа широко гледање на работите на Мишко, јас мислам дека секогаш принципите се важни. А принципот, ако имаме лидерска средба и заклучокот од таа лидерска средба треба потоа да биде имплементиран, тогаш така требаше да биде и вториот пат, исто како што сега претпоставувам ќе биде третиот пат, кога ќе се состанеме кај претседателот Пентаровски и ќе разговараме за овие теми. Лидерската средба е закажена за вторник 12 мај, ќе го видиме и часот. Претпоставам вие го знаете часот, но сега треба да нека ви кажат од кабинетот сега да не излезе дека сега јас го издавам кабинетот. Вие не издавате. Што ќе побарате на лидерската средба? Или кој ќе биде вашиот предлог? Прво да го видиме дневниот ред. Да продолжи воредната состојба? Сте за да продолжи воредната состојба? Не, ама видете, прво сакам да го видам дневниот ред кој ќе биде на лидерската средба, до сега го немам добиено, затоа што ако вие го слушате Коста Петров, потпредседателот на СДСМ, тој ќе ви одговори дека нема потреба да разговараме за избори, тие не се предмет на лидерската средба и нема потреба да имаме лидерска средба. Ако потоа го слушате, како што вие велите Венко Филипче, тој вели дека рано е да се збори за избори. Ако го слушате па Зоран Заев, тој ќе ви рече избори час поскоро. Така да сакам да седнеме прво да видиме што или претходно, ќе инсистирам да го видам дневниот ред кој ќе биде за да можеме да се подготвиме да знаеме што да разговараме. Јас ако ме прашате зошто барав лидерска средба, барав лидерска средба за да седнеме да поразговараме околу актуелната состојба во нашата држава, проблемот кој што го имаме здравствен, економски, санитарен, образовен, она што беше проблем во последно време, кој што доаѓа од кај нашиот источен соседна Бугарија. Сакам да зборам на сите овие теми и да видиме дали ние, како што рековте вие на почетокот на емисијата, можеме да излеземе со консензус. Тоа сигурно дека ќе излезете со консензус. Кој е најдобар момент за избори за одржување ако ја имаме ваквата констелација како денеска, намалување на бројот на активни случаи, поголем број на оздравување, да дојдеме до една ситуација каде што нема да имаме нови активни случаи.
Кој е оној момент активен, колку време е потребно на ВМРО или кога ви гледале избори? Ама не, во утре може да идеме на избори ќе ги победиме. Кој ќе сноси Не одговорност? е битно кој ќе победи, нека победи по добриот. Ве прашувам термински, Ама кога Мишко, најмногу ви еве, одговара? не оти вие ме прашувате од името на ВМРО да ви кажам. Еве ви кажам. Сега не ве прашувам од името Кога на ќе имаме услови каде што ќе немаме опасност да имаме заболени од овој вирус, кој што ќе се бројат, каде што ќе ги броиме починатите лица, каде што ќе можеме да зборуваме за дека економијата ни е застаната на нозе, каде што ќе можеме да зборуваме за фер и демократски избори, каде што нема да зборуваме за Facebook избори, така натаму и така натаму, тоа е моментот кога треба да се одржат парламентарните избори. Мислите дека крај на јуни, почеток на јули, средина на јули би можело да се одржат избори? Па видете, ако мене теоретски ме прашувате, она што Теоретски, кажа како што го слушав председателот на Државната изборна комисија, му требале 50 на дена. 50-60 дена за ревидирање на 50-60 список. дена и ако да речеме ја прекине сега председателот ворената состојба, не знам, наистина немам информации дали ќе се побара од него прекинување на ворената состојба, дали ќе има продолжување, еве теоретски повторно зборуваме да имаме прекинување на ворената состојба, тогаш некаде првата половина на јули месец, отприлика, е најбрзо што може од денеска да се создадат услови за да ние можеме да имаме изборно соочување. И да привршувам, Уставниот суд утре ќе решава околу таа иницијатива за дали е уставна или не, околу само распуштањето на пратениците. Што очекувате или какви ви се размислувањата? Не знам, па да видим Уставниот суд утре да донесе одлука, па дури потоа ќе коментираме нашиот став. Ние не го менуваме ставот преку неки. Јас не сум од оние политичари кои што менува ставове денес утре. Лично мојот став кој што е изграден врз основа на кредибилни консултации со многу луѓе кои што го посветиле животот на уставот, е дека е неуставно повторно собирање на собранието, но да почекаме. Уставниот суд нека донесе одлука, па дури потоа можеме да ја коментираме. Само ќе потсетам дека еден доставител практично достави на таква иницијатива за оценка на уставноста на распуштањето на пратениците. Знам дека тогаш беше оценето дека не е предмет на дискусија и не беше ставено на дневен ред. Не знам како ќе биде оваја. Времето го гледам дека поминува. 19 часот и 3 минути. Вие сте домакинот, јас сум гостинот. 19 часот и 3 минути, ќе треба исто време и на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Не ве прашав за ова последно случување со Бугарија, кратко. Поврзано со? Апропо Гоце Делчев, што... Па го знаете нашиот став, јас тоа сум го коментирал и сум го кажал во неколку наврати дека овој народ, оваа држава ја темели врз основа на функционирањето и раѓањето и творењето и борбата на Гоце Делчев. И вие да го оспорувате тоа исто како да оспорувате многу дејци основачи на модерни современи европски држави дека не се дел од тие држави. Така да тоа за мене не е ни предмет на дискусија. Но за жал од спротивната страна гледам сепак еден вид калкуланство и оставање на простор за да може да се прават повторно определени отстапки некогаш ако имаат можност, се надам дека ќе немаат можност, тоест да бидам попрецизен, сигурен сум дека ќе немаат можност да прават отстапки на штета на македонските национални интереси. Треба за уште една ворена состојба? Треба да има уште една ворена состојба? Па да ги видиме аргументите, јас не сум ги видел на вистина аргументите. Затоа веројатно ќе има прво Совет за безбедност, па тоа лидерска претпоставувам, да ги видиме што ќе видат што? дневен ред, кои се аргументите за да можеме да носиме одлука нешто. Ви благодарам што бевте дел од ова отворено студио на телевизија 24, 19 часот и 5 минути, почнавме во 18 часот, нешто пред 18 часот, точно 60 минути, права мала пауза за реклами, 60 минути за лидерот на СДСМ Зоран Заев. Ви посакувам многу успех на изборите кои да се. Благодарам и ми беше задоволство да видам вас оговорен. Благодарам. За многу кратко почнуваме со второто интервју, со вториот разговор со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Ова беше Христијан Мицкоски, председателот на ВМРО ДПМН. Ви благодарам што засега не следевте. Мала пауза и се враќаме назад. Бидете тука.